Да, така е аплаузот. Пред да излезам овде, секогаш си имам некаков денс и си ветив дека морам од следната емисија да направам кореографија на почетната numera. Доколку се сложувате со мене, кажете ми да. Доколку не мора, можам само вака да си излезам и да ви кажам една обична најава. Односно, ајде добро вечер и официјално добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Знаете дека јас сум Елена Митева, јас сум вашиот домаќин вечерва, како што ќе биде со мене и Љупчо, односно DJ Брик. Имаме повторно прекрасни гости, секогаш вредни, секогаш на ниво на задачата, секогаш убави луѓе и секогаш луѓе кои што имаат што да кажат, односно се успешни во својата професија, како на приватен исто така план, така и на професионален план. Јас не би сакала да должам многу, освен да ви кажам дека покрај ова премиерно издание можете да го гледате и репризното издание кое што обично оди во недела околу 1 часот и 30 минути и можете да не гледате на YouTube каналот Фидбек со Елена, како и да не ги пратите сите информации на Instagram каналот или социјалната мрежа Фидбек со Елена. Не должам многу и дој чекам да ви ги покажам моите вечерашни гости. Не знам дали треба посебна најава за човекот кој што го видовте на фотографиите. Тоа е воедно и мојот прв вечерашен гостин. Станува збор за еден млад, фин господин, еден градски лик, градски човек, пејач, собственик на 3 радија, Сити радио, Клуб ФМ и Метрополис. Човек кој што и како успешно плива во неговата и професионална и приватна сфера. И нема јас многу да зборувам за него, ќе си го викнеме господинот Дарко Гелев Брик и со него ќе си ја направиме муабет. Повели, Даре. Ај вака, од страна. Добро дојде. Како си? Здраво, супер. Баш ми е драго што си во Фидбек. Мене исто. Баш ми е супер. кеф. На почетокот имаме така мали кратки прашања каде што ве запознаваме од некоја малку поразличен аспект. Ај за почеток, да, Сити радио или Клуб ФМ? Сити радио. А Сити или Метрополис? Сити радио. Нема тоа. Добре. Првенчето не е тоа. Така е. Радио или телевизија и зошто? Радио затоа што има подруга магија. Радио не ти го одзема целокупното внимание. Можеш да возиш, да слушаш, можеш да работиш, да слушаш, можеш да проектираш, да слушаш. А телевизијата си бара едно друго внимание. Мора и видот да ти биде ангажиран, за да можеш да го доловиш тоа што го презентираат. Така да радиото секогаш ме по-секси медиум. Болиш или за нас? И двете. Не можеш да одиш. Не можам да. А двете се прекрасни, навистина. Фала ти. И двете. Добро. Мали интимни свирки или големи концерти? Мали интимни свирки и големи концерти. Меѓутоа не сам, никако сам. Мене ми е паника да излезам сам. Секогаш имам чувство дека кои се тие будали што дошле мене да ме слушаат како пеам. Зошто? Па, добро се, мојата. Добро, твое интерно чувство. Да. Така да и тоа и тоа. тоа. Едното и другото. Добро. Во смисла што повеќе те драйва, што повеќе ти дава енергија. Па оние концерти што ги направивме поприлично големи беа со нокаут заедно во филхармонија и паника неверојатно ми беше мене. Сепак поубаво е кога можеш да оствариш контакт со 10 на 20, 50 луѓе, дури да ги погледнеш, а друго 1000 луѓе кои те гледаат и седнат и те оценуваат. Има разлика, се сложам. Омилен концерт твој и омилен концерт на кој што си присуствувал? Воопшто, генерално и во светски рамки. Во светски рамки, омилен концерт, морам да кажам, во Америка, кога завршав 3-4, тоа беше Pearl Jam. И на тој концерт, дури близко до, го пресадов цела вечер, близко до едни од звучниците, го уживав неверојатно, Еди Ведер е чудо од човекот, вокал. А мој концерт овие со нокаут што ги направивме сега, да. Супер. Мадона или Кайли Минок? Мадона. Добро. Утро или ноќе? Ноќе. Што те прави среќен, а што те прави тажен?
Среќен ме прави секој ден кога станувам, кога сум жив и здрав, кога децата мои се живи и здрави, луѓето кои ги сакам се околу мене. Насмејани и да не се насмејани, ки направи ме да бидат насмејани. А ме прави тажен кога се разочарувам во некои луѓе кои сум чекал можеби малку повеќе и дали ради ситуација, дали ради моментално расположение ме разочарале мене, тоа ме прави тажен. Така. Бидејќи сабота вечер, бираш вечерна седенка или можеби некоја искачанка? Седенка. Седенка, со пријатели, со луѓе. Да, со блиски луѓе, да. Супер. Ги видовте фотографиите, со тоа и веќе предпоставувате која е мојата втора вечерашна гостинка. Тоа е една млада, прекрасна дама, би рекла со неверојатен вокал, барем според тоа што јас познавам од музика. Кога ќе излезе на сцена, секогаш плени и со нејзината појава, меѓутоа, како што реков, и со нејзиниот глас. Ја имам слушано во неколку наврати и тоа беше вау! Времето низино допрва доаѓа, се надевам дека допрва ќе ја слушаме како во Македонија, така и надвор од границите, бидејќи такви луѓе и заслужуваат да не представуваат и да бидат наши вистински амбасадори во светот. Ана Петановска, повели. Значи во срце прекрасно, таа јас цело време планирам. Има уште многу најави, ама некогаш викам, дај, што ќе најавувам јас, кога сте ми вие тука, со вас ќе си разговарам и готово, тоа е тоа. Ти благодарам за прекрасната најава. Таман Од срце. Таман работа. Кажи ми, ајде за почеток, капела или full package? Full package, дефинитивно. Предпостави. Значи, онака, со се што може. Со се што е можно, и продукцијски, и аранжирски, и секако. Апсолутно. Ајде и во твојот случај, клубска свирка или голем концерт? Вау. Двете имаат, јас да нели дипломатски да не одговорат, знам дека е или едното или другото, ама сите си имаат свој драж. Некако стварно и клубската свирка има еден карактер и големиот концерт, ама ако морам да бирам меѓу двете, дефинитивно концерт. Концерт. Добро, и јас мислам дека да, тие купишта луѓе кои ќе ги видиш и како ги пеат песните и слично. Да. Ариана Гранде или Леди Гага? Вау. Леле, пак дипломатски одговор. Ариана Гранде заради техниката, па и Леди Гага реално, ама мислам дека повеќе меѓу двете некако се асоцирам со Леди Гага. Добро, и она го има малце тој подлабок глас. Ариана е... Да, многу има високи регистри. Многу висока, така е. Од од машките до Weeknd или Harry Styles? Вау, Harry Styles. Добро. Таму имам дефинитивен Омилен дел од денот? Утрото. Добро, онако си сам со себе, првото кафе. Тоа и го замислував. Да, стварно тоа ми беше асоциација вака, кога ми е најубаво, дефинитивно на утро. Утрото ми е спектакуларно. За жал го немаме веќе Скопје Фест, меѓутоа од она што порано го знаеш, кога би требало да одбереш помеѓу Макфест и Скопје Фест, што би било тоа? Тоа е некако, што и да кажам на таа тема, најискрено морам да бидам многу искрена дека со Скопскиот фестивал, односно Скопје Фест, немам преголемо искуство, сум гледала многу помалце материјали од тоа што би сакала, меѓутоа меѓу двете си имаат некако традиција. Различни се, точно, различни се. Меѓутоа за ова поново време Макфест би го избрала искрено заради тоа што не знам, веројатно како тој карактер. ни остана само. Јас не знам, немаме други фестивали реално. Во мислам дека во моментов да. и не постои за жал. За жал, да. За жал друг фестивал, така е. Омилен концерт на кој што си присуствувала? Вау, имаше една група, искрено, мислам дека ќе морам да одберам меѓу два. Едниот заради тоа што заради друштвото со кој што бев и беше многу спектакуларен настан, беше на една група Lep Rose, кои што се скандинавци и се прогресив метал бенд, а другиот беше Deep Purple. Пред прошлата година ми се чини, тука во Борис Трајковски кај нас. Трајковски, ги гледав. Да, и групата каде што учествува мојот брат Station Innermost беа пред група, така што затоа по тој повод бевме таму, ама беше спектакуларен концерт. Поп или R&B? R&B. Добро, и она неизбежно прашање што те прави среќна, а што тажна?
во суштина, некако, мислам, стварно многу работи ме прават среќна и многу мали работи ме прават среќна, ама генерално музиката, семејството, моментот дека сум тука, дека имам шанса, дека имам елан секој ден, дека имам сон, дека имам можност да си го живеам сонот и дека имам услови, тоа ме прави пресреќна, а што ме прави тажна, па веројатно некогаш кога треба на било каков план или на музички или на личностен да компензирам со нешто, за да задржам нешто друго. Да. Она на своја штета. На своја штета, најчесто да, на своја да. штета, познато ми е тоа. Да, Се гледаме на позиција. Се гледаме, срце. Ајде. И тоа е тој влез кој што секогаш го имаме. Ајде, добро вечер сега и од оваа страна на студиото. Искрено уште еднаш морам да признаам дека ми е исклучително драго што имам вакви прекрасни гости во фидбек со Елена, заради тоа што секогаш сакам да кажам дека имаме гости кои што се вредни, убави, кои што знаат што прават, кои што имаат што да кажат и што оставиле за себе или допрева што прават. Ајде и официјално сега од оваа страна добро вечер или здраво. Добро вечер. Рековме ќе побараме песна, Брик, ти бараш песна? Кај Брик? Да, never too much. Ова што оди? Може ли погласно да чуеме? Лутер Вендрос. Чудо. Да ги видам Еве. ова, Чудо. да ги видам пеачи што ова да го испеат. Е, тоа што ова викаш. никако. Добре што ја имаше. Супер. Еве ќе си го поздравиме и DJ Брик, а ние ќе се започнеме, се разбира, со разговорот. За почеток секогаш ми се поставило тоа прашање како во суштина започна целата ваша приказна со музиката и кога беше оној присуден момент да знаете дека тоа е тоа. Вау. Ќе се занимавам со тоа и крај. Кој ден? Повели. Ајде, се едно кој. Еве, да, мислам, јас накратко до душа, моето скромно искуство до сега, мислам, во однос на годините, некако за прв пат почна од, јас секогаш тоа го кажам, некако, еве, 7-8 година, да речем, од основно образование, затоа што секогаш им давам на значење, се обидувам секогаш кога можам да ги поздравувам моите професорки во основно и во средно образование, затоа што тие некако ми го дадоа првиот, ајде, ако може да кажам, пообјективен елан отколку семејството дома, нели, затоа што и семејството обично гледа доста пристрасно, така, нели, мислам, доста го наслутија и они од првиот момент некако тој музички идентитет, ако можам така да го кажам, кај мене, и едноставно ме турка, нели, по моја желба секако, да одам на градските, приградски, меѓународни смотри, надпревари. Тие беа некако едни од првите искуства. Понатаму, мислам дека веќе во средно образование, 2 година, 3 година, веќе почнуваат сериозните професионални ангажмани од типот на концертите кои што се одржуваа во Националната опера и балет, понатаму во филхармонија, значи почнавме веќе со, да речам, со проекти кои што се одвиваа во нашите големи сали на национално ниво. Понатаму и со авторските материјали први и од таму другото е историјата денес. Си тече и до ден денес. Така е, одлично. тоа. Брик, кај тебе Ја се... почнам да кажам вака ќе треба во далечната 90. Да, јас дека немам, значи, ќе се повикувам вака скоро дека било иначе. Далечната 90 ти рекоа. И некоја година. Јас, види, растен сум со музика, татко ми беше голем љубител на музика, мајка ми се уште, сестра ми сака музиката. И некако кога си нонстоп со песна дома, уклучено нешто мора да свири, се разбира дека никога се уште не сум влезен во професионални води, нити ќе влезам никад. Немам време сега влегувам од тоа. Најпрофесионално нешто бавење со музика беа концертите со нокаут. Со нокаут. Така да, зато и од време на време правам музика, па се повлекувам, Да, па те снимува, па. Види, од друга страна и тој момент е интересен кај тебе заради тоа што па кога и премногу те има, Да, и тоа не и чини, да. тоа не чини. Дури сега чувствувам ја периодов после концертиве. Да го поздравам Васко, менеджерот на Нокаут и на Игор Џамбазов и така дале. Он со неговиот глас љуби да ми каже: "Брикче, ја од тебе ќе ти ја вратам кариерата." Така збори, кариерата ќе ја вратиме на нули, ќе те направиме. Не треба да ме правиш ништо. Не треба, така е. Ама ме трупаат со материјал, сега имаме нов материјал, така да продолжувам. Вајде ќе спакувам втор албум мој
ќе одморам малку повторно. Добро, добро. Двајцата сте, ајде јас сега кон музиката некако ве терам. Дали повеќе уживате во процесот на работа, што би се рекло, не знам, продукции, снимање, вокали, студија, па враќање по милион пати, па не знам, ајде се повтори го уште еднаш, па чека одново, па не ми се допаѓа оваа песна, па текстот не ми се свиѓа, па аранжманот треба да се смени и така натаму, или финалниот производ? Повели повторно. Ова си дава време да мисли, да знаеш. Да, јако. Не, предно Јако, ова тактички го работиш. Стратешки, да. Значи, току ми се сиѓава, јас музичето си го слушам пола, прашањето го слушам некако стварно уживање. Во секој случај јас сум секогаш заљубена генерално во процесот повеќе отколку во финалниот производ. Иако е потежок. Иако е потежок. Потежок, Многу потежок, многу подолготраен, нормално. Меѓутоа го прави тоа што финалниот производ ќе го донесе. Значи финалниот производ е само едно заклучување. Јаготка на шлагот. Јаготка на шлагот, баш така, и е како да кажам, значи крајниот дел, односно завршетокот, нели, во литературата, расплетот, баш така, практично, каде што едноставно приказната, нели, има своја кулминација, односно враќање по 100 пати, студио работа, некои песни, мислам, некои материјали и не захтеваат, значи не се идентични процесите секако, меѓутоа за мене лично јас уживам во процесот заради тоа што некако се запознаваш и себе преку процесот, запознаваш што вистински сакаш, што бараш од песната и си даваш себе простор, оддишка да растеш заедно со песната и едноставно и твојот музички идентитет да расте на едно друго ниво со секој нареден подвиг и знаеш што бараш од следниот процес и тоа е еден долг процес. Баш е процес. Понатаму. Добро, и работа на себе, убаво го кажа, и расти, развиков во тоа што го разви, уште е млада. Интеграција. Се гледа дека уште си млада. Ке ти стигне момент кој кричеш, што по колку пати треба да го повторам ова? Чека, доста е. Да. Точно ми се случувале, стварно мислам тоа презаситување некако навистина сум го почувствувала, особено можам да кажам кога мислам, ова може би делува како контрол фрик малку да сум, меѓутоа кога препуштам најчесто на трети страни, од типот на продуценти, композитори, некогаш знаем многу да троши, заради тоа што многу почесто знам да се презаситувам, затоа што некогаш знаеме да се вртиме во круг, а не се чувствувам дека сум се изнела со тоа што јас би сакала музички, уметнички. И тоа е еден зачаран круг, затворен, каде што едноставно тоа оди и трае, и повторување и се. И го имам тој момент на добро, до кога ова ќе го повторувам, нема смисла, доста е, не, па да, навистина тоа тој продуцентот секогаш има малку едно парче во слухот, во тоа кај што вика, чека, ова малку подобро можеш. Да, точно. Јас сега ние снимавме една нова песна на Пере песната, стварно феноменална балада. Многу е висока во пеење. И снимавме кај мене во нашето радиско студио, таму имаме еден убав дел адаптиран во Метрополис. И ми вика, ај уште еднаш. Цело тоа враќање, викам, човек, ќе пукнам во гласот. И окей, снимивме, направивме едно 10-15 тейка од цела песна. И доаѓа Дарко Димитров после неколку дена. Ево, може малку поинаку. Дарко ме знае од дечишта која бевме ја и он, од тие добро пред мене во целата индустрија почна, ама ме знае многу одамна. И ми вика, брек, седна вака, пие кафе, ми вика, слушај се. Молим те, ќе испееш песнава, уште 3-4 тейка без прекинување, цела. Сгрешил, не сгрешил, пукнал глас, не пукнал глас, викам, нема доволно материјал. Те молам, уште 3 пати испеа, да ја фатиме, да стокме, ме вика како што треба песна. Излезе окей, ако ми е мене, што се зезаме со полипи гласов веќе става. Да, јасно. А колку пати би се случило откако ќе излезе песната, или не знам, откако сте на некаков настап или било што, да си кажете, можда можев подобро, можда требаше поинаку. Секогаш. Елена, да има 100 денари за секој пат која сум го помислила тоа минимум. Особено, не толку за јавните настани, извините, прекинав. Не, тоа ми беше прашањето. За јавните настани не е толку, затоа што некако има флоу, има хемија од сите што се околу, значи бендот, публиката го прави своето. Добро, тука некогаш и да се сгреши, публиката е тука, имаш фидбек, така. Така што повеќе кога
Затоа што јас сум човек кој што многу технички некогаш навлегува на работите. Јас стварно многу работам, работам од аспект технички вежби, она што викаме народски се напнувам, им се напнувам многу често на тие некои финеси, цели кои што сакам да ги изградам во гласот и некоја структура да постигнам. И многу често, особено во студиско снимање, особено при работа на проекти, дали е текст, дали е вокална мелодија, дали е особено за вокална техника, јас до степен на најдлабоко ситничарење. Така што и тоа не е добро, Ја техниката вокална ја оспособувам со голема количина на чивас. Да, добро, и то, види, сите си има, сакам да ме прашам дали имате одредени ритуали. Дали имате одредени ритуали, например, пред да излезете на сцена или пред да снимате спот или било како, затоа што сега како и јас ки почнам од тоа, еве телевизиски водител, радиски водител и така натаму, секој си има одреден ритуал, знаеш? Да си се осамиш можеби 1-2 сата, дали еве некој му треба буст некаков од типот на да се напие по 1-2 чашки, дали е тоа некакво распејување, дали е тоа карање со сите, не знам. Секој си има некој различен. Ова ми е посебно прашање кај глумците и кај музичарите, затоа што вие сте посебна врста на луѓе. Да, сепак треба да си спремен да излезеш, има една плејада на сте луѓе пред кои се публика. снимаат и те оценуваат. Се повторувам по X пати таа трема, таа паника ја почувствував кога малку отвори вратата од филхармонија, првиот концерт. Народ. Не е нормално, викам човек. Викам овде на вас кој викам човек 1000 луѓе има. 1004 продававме. Сега има вечера, викам 1000 луѓе таму. Уште толку те доплашува. Кој ќе излезе на ова, ќе излезеш, ми вика, ајде. Тера, поминува. Поминува. Јас мислам дека оној момент кога ќе излезеш веќе на сцената те понесува и атмосфера и енергија и се. Да, јас имам секогаш, имам 2 ритуала кои што обавезно морам да ги направам, се друго може да е X. Првото ми треба време сама со себе, пред настапот, дефинитивно, за да вака да се малку калма, малку да се средам, мантраш, да мантрам, да, или манифестираш. Не, за да манифестирам, просто само да сум онака во некој просторче, онака да си дишам, кафе ќе си земам, кафето е секогаш, мислам во секој момент. Така ќе се смирам и обавезно се распевам. Значи секогаш се распевам и седам дека ако доаѓа моментот... Женско. Морам да се распевам. Се распевам. Јас се расправам. Се расправам, викам женско. Нормално, логично. И тоа има. Се шегувам, за да не настрадаат, морам да се осамам. Пред настап, се шегувам. Не, на вистина, шала на страна, да, осамнувањето, тоа што го спомна, баш ми е еден момент на така да ја приберам енергијата за настана. Да, малку да си дојдеш на себе. Да, точно, и распевањето, обавезно, пред секој настан. И да речеме тоа, гледам да е барем половина час пред да почнам да пеам, за да малку да се смири гласот, затоа што и тоа е мускул и него му треба време да се. И сакав баш на таа тема, еве ќе дигресирам, сакав на брейк да му кажам, нема врска по липите, ти ќе бидеш Брайан Адамс, значи Брайан Адамс, 15 години, ова е значи факт, може и да се прогугла, ова е вистинито. Човекот 30 и кусур години плюс пее со полипи и има научено, значи и диафрагмата и се да користи, значи вокалниот систем да го потпира ако има полипи. Значи има 30 години полипи, така да не само фалсетот го изгубив, што беше неверојатен. Имав Мараја Кери фалсет. Не се зезам, многу висок имав фалсет. Верувам дека е така. Знаеш како ми кажуваат, ми сугерираат, ама нема се бавам професионално со ова, си го правам за кејф, за мерак. Јасно. Гласот убаво ми звучи од Сабајле да сеам на телефон некаде. Што би била кога не би била ова што сте сега? Која би била вашата втора професија? Што би била? Брейк, сакаш? Брейк директор? Ја веќе сум, далеко директор, не. Се шалам, морам така да... Поема немам, гледаш некако и бизнисите мои се врзани со музиката. Да. Фала му на Бога успеа, знаеш, да успеав да соберам добра екипа, успеав да направиме заеднички еден добар концепт како да се движиме дури со сите обструкции, со сите нови медиуми, со сите трагатанци околу си обстојува така како што треба.
И на тоа се гордеам. Појма немам, не знам што би бил, лекар веројатно би бил. Знаеш дека е Забарон? Забаре, знам. Диџеј. стоматолог, да. Диџејот ни е Забаре. Нема подобро. Нема подобро. Јас му реков добро покрај музиката да видиме уште Заби како прави. Ќе те провериме, да знаеш. Значи по конкретно Значи добро, специјалист еве доктор, Така да. Брек би бил доктор, Ана ти? Јас Професорка. Јако ми се свиѓа. Да, Гледаш како ти доживеа? Што? Не по музика. Да, не по Не може по музика, пошто? Друга Предмет кажи. Би било, еве сега, значи ако би била професорка, би била по некоја можеби општествена наука, мислам. Отприлика вака една широка рамка, ама Конкретно, девојче, конкретно. Конкретна, така да. Дај црно на Мислам бело. дека по нешто од психологија сферата, заради тоа што студирам психологија, 4-та година тука кај нас на факултетот. Па ета ти е втората професија ти е, молим, лепо ти си ја имаш. Да, дефинитивно би била психолог, мислам дека, ама не би била академски толку настроена, колку што ќе сум се, ако не би се занимавала со музика, дефинитивно таму ќе ми беше насочено потполно целото внимание и целиот... Ние генерално такви ни се професиите, сакаме работа со луѓе, секогаш сме во комуникација, така да верувам дека изборот би бил на нешто поврзано со некаква комуникација, со некакви луѓе. Брик, ајде да те вклучиме и тебе, мислиш така ќе те оставиме? Не. Не, знаеш дека нема да те оставиме така. Чекам. Пред да ги пуштиме нивните numери избори на песни, односно нивните изведби, сакам тебе ти да ни кажеш, не можеме да ова столчево ко кралица овде ме направија, да не можам ни да гледам ни ништо. Твоите прашања да. Прашање. Сакате, може поединечно да поставам прашање? Може. Да не Секако. Пукај. Ајде ќе почнеме од Ана. Ајде. Бидејќи го познам незиниот татко, кој што е страшен педодонт. Тоа е детски стоматолог, за тие што не знаат. Да појасним. Да. Чудно зазвучи. Исто така и гитарист. Да. Сега да прашам дали имаше некои афинитети према медицината, према стоматологијата како твојот татко што има? Гледаш она на психологија, ти да обштествени работи. Да, нешто иса. Не, можам така. Ке ти се наљути татко ти да знаеш. Значи, стварно, јас дефинитивно, ако во тој момент не се занимавав со музика, јас на вистина размислував за да одам на медицински факултет. Не конкретно стоматологија, наискрено извините, тоа е. Стварно не аспирирав на така. Меѓутоа, и он некако имаше толку, мислам дека и да нема се уште афинитети за пеење, мислам дека он од толку што ја сака музиката и толку што се занимавал порано, значи толку мислам дека ќе ми ги створеше и вештачки онака. Ќе ме притискаше сигурно барем хоби некое да имам музичко, ама дефинитивно сум размислувала да одам на медицина. Меѓутоа ова беше некоја нема врска, наку со моментот беше што јас многу сакав да одам, да продолжам со музиката, меѓутоа психологијата излезе како некоја пропратна ситуација. Да, заради тоа што нема да не анализираш сега тука. Не, во никој се, не, јас ме гледам како Ја мислам дека сите сум во друга улога денеска, значи вака со вас. Брек Хелекс да пиеш. Не. Не мислам дека сите И треба од да се мене преска ми врти вака околу. Иленче, добра си? Не, во никој случај. Не, сега сме во друга улога, така што ете пропратно беше некако и психологијата ја поврзувам со дел и од има значи медицински аспекти секако. И ете и работата со луѓе некако ете си има пропратно онака корелира баш со музика така да. Супер. Та замисли да ти одговореше. Чекај, брики, брик, сакам травматолог да бидам. Замисли. Не, кардиохирург е подруга, ама травматолог например. Скапи по. Или микробиолог. Да, тоа е во доста захтевна. Избрал искрен. Многу захтевна. Брек, сакам да ми кажеш ти за Пази што ќе прашаш, пази. Да, брек ни опасен. Бик во знак, шкорпија во подзнак. Пази што ќе Леле! Ту со овен, шо си ти, Ана? Јас сум вага со шкорпија подзнак исто. Леле! Добро, нема да се испотепаме до крај са Нана. Сега ми е све јасно. Готово. Како дојде до идејата да почнеш да се занимаваш нели со радио, Со радио живее во Лондон. Првиот ќе кажам најголемиот син ми е роден таму. Значи 99-та роден, од 98-та, 99-та, 2000-та некаде живеевме во Лондон. Ти син за женење си имал? Да. Сега е пак назад, сега втор факултет запишувам во Лондон.
Сега пак отиде таму. Браво. И мораше нешто да биде врзано со музика. Телевизијата ми беше многу интересна, ама телевизијата е многу скапа играчка. Знаеш, се да влеташ сефте во некаков бизнис, толку многу скап, што може да ти измести од колосек да не знаеш главата кај те после X години. Радиото ми има така доза сексинес малку, знаеш. Да, баш имаш смек Можеш у пижами и да си се, она е например водителка радио. Јас знам дека често пати у пижами си доаѓа си води емисија. Да, и во папучи. И по папучи. Доста пати мораш ли сега да ме издадеш тука пред Јавните Значи има таа магија убава. Не, да бидеме реални, сме го правеле муабетот, бидејќи многу оно што е телевизиски водител, обично не сака да е радиски водител. Или оно што е радиски не сака да е телевизиски. Кај мене има еден чуден склоп, јас почнав со телевизијата реално, меѓутоа радиото ме фасцинираше. Морам да признам. И сега вака малку на, ајде, повозрастни. Као радио водител си супер. Благодарам. Нормално и ТВ водител. Во смисла, сега на повозрастни години, кога ќе размислам, радиото стварно има некој посебен шмек, некоја посебна Баш кога магија. водиш не треба да се шминкаш, не треба Прво не треба да се дотеруваш, шминкаш. не треба, Второ, навистина држи моментот на летно време, ние сме во апостолки, по бермуди, немаш. лабаво, не морам Тоа е магијата, да внимавам, да излегува шминката на место, дали ми е си на место. Некоја излегува природност од вас, И некако сте... дозволува слушателот да си створи некако слика и имагинација за водителот, за водителката, за Лана. И е ретро медиум, реално е проткаен уште пред многу време и има драж посебна. Така. Ана, дали си ни сега расположена нешто да ни отпреш под твој... Вау, секако. По твој вкус, по твој избор. По мој вкус, леле, јако. Нешто само да ние ќе даваме ритам. Да, да, може. Или ако ја знаеме песната, ќе се... Имаш тон, боја као Шаде. вау. Да, она баш има нека длабока. Да, нешто. Може, леле, Има таква боја убава. Ајде. да се стишуваме. Ја и бев на концерт во Белград на Шаде. Еден од последните по Балкан. Како? Лудила, можам да замислам. Како? Она е Луд, толку не, лудило една- е вака. Да, госпожа една дама, една... Страшна е каква женитина. Женитина, баш така. Епа е повели. Ајде, ја чекај, јас се мислам ајде, повели. вака, ајде. Па може да направиме еве да не е smooth operator, мислам затоа што е најчеста или најкомерцијалната, еве може на Ordinary Love може некој дел од неа. Да се спремам. I gave you all the love I got, I gave you all that I could give. I gave you love. I gave you all the love I have inside. And you took my love. You took my love. Didn't I tell you all I could give? Did somebody say that a love like that won't last? Didn't I tell you, oh, that I got to, baby? This is no ordinary love, no ordinary love. This is no ordinary love, no ordinary love. Генијес. Геније, Геније, еј. Дај ми камера, дај ми камера у очи да солзи ми течат. Гледај, солзи ми течат. Човек, срце, бе. Ана, жена, Божја, девојка. Мене ме фати толку срам, искрено. Како срам, ние сите занимавме, виде како главнувала летнеше ке се слушаше во студио. Сика чест. Златни, фала ви премногу, Значи стварно. ве молам, аплаус. Фала ви премногу. Од сите страни, Ана Сикачис, јас кога кажав дека е вокал кој што заслужува да биде слушнат и не само овде, него и надвор, тоа е тоа. Браво. Боја на глас, многу специфична боја на глас. И за Брек ќе го кажам истото, он има многу така една специфична боја на глас, препознатлив глас и кај тебе е истото. Значи, таква една боја на глас, таква една неверојатна енергија во тоа што го извидуваш, Сикачис. Срце, многу е најголемиот, мислам дека ајде да не е хиерархиски, ама најголемиот комплимент за пејач е навистина дека е препознатлив, дека има идентитет некаков. Не се преклопуваш во... Епа ја после тебе не би пеел никад. Не би се брукал. Не би се брукал. Не, така
секој си има своји специфики. Точно, афинитетот си е кај секој различен, апсолутно. Нема тука муабет. Кога сме веќе кај музиката, јас Брик би го слушнала со една одлична номера, ќе го пуштиме видеоспотот за Болиш. Болиш е, Ана, за мене можеби и една од ретко убавите македонски песни, кои што вчера кога ми рече, кога се договоривме во смисла која песна да ја пуштиме ова на Болиш, си ја пуштив Болиш, леле, мене солзи има тука. Да, искрено ти кажувам. Страшна. Значи каква посвета има песната, каков текст има, како ти го доловуваш тој момент на... Го знаеш писател Дарко Лешовски? Да. Дарко Лешовски нешто некаде напиша, кој го читам дома, ме болиш, те болам. Некој од неговите, сега скоро го видов, го сретнав, викам, човек, од тебе ми инспирацијата, викам, од тие два збора. Не бе ми, вика, озбилно, живи мајка, викам, од тебе. У Вевчани го сретнав, он Вевчанец бил. И така го надградив, го доградив, го пишував, многу го сакав тој текст, пред да ја имам музиката. Браво. Таков беше и да. Се осеќа буквално. И се разбира тука генијалецот Александар Митевски кој дојде и ми вика, виж каква подлога имам за ова. Што ти е подлога песнава, слушај. Да, предлагам да ја слушнаме речи, ако може ја слушаме Болиш на Брик. Може да ме обвиниш за се, може да ме казниш ти за се, од цело да не поделиш на две. Може да ми пресудиш за се, може да ме погодиш, зар не? Таму кај што боли највеќе, пробај ти да гледаш барем еден ден со очиве, колку трае ноќта без тебе. Пробај да те болам, исто како што ме болиш ти, под кожа да ти бидам, кој што влезе на сими. Пробај да те болам, исто како што ме болиш ти, а ништо не можеш да промениш. Не знам дали има што да се каже после ова, баш онака убава со посвета песна. Пробај да те болам како што ме болиш ти. Исто како што ме болиш ти. Исто како што ме болиш ти, мислам дека се ја кажала. Да, апсолутно. Баш така. И го коментиравме видеозаписот, го коментиравме спотот, навистина е интересен. Пред колку време беше Брик писнано? 10 години има и повеќе. Има, можда. 10 години има. Одлична номера, нема тука што да се каже. Ајде да слушнаме и на Ана песната. Ана, ова ти беше твоја, така? Да, авторска песна, ја изведе на Макфест. Премиерно, 2025, ако не се лажам. Добро. Така, година. И видов дека има видеозаписи, затоа решивме таа да ја слушнеме. Како се вика песната, нешто повеќе околу? Песната се вика Со тебе до ѕвездите. Аранжманот го работеше Стефан Петановски, продукцијата, односно композицијата е на Копров и вокалната мелодија заедно со текстот е мој личен, што многу ми е драго. А што ми Копров има тука, тоа е 100% Има мешано прсти, да. 100% успех. И стварно е прекрасно, мислам, многу промотивно ми е баш драго што отиде на Макфест, затоа што во еден момент во мојата кариера до моментов, ако може да кажам, на појавувањето на естрадата, сакав да си го испочитувам Макфест како некој свој македонски наш репрезентативен фестивал од таков карактер. И навистина ми е драго, благодарам многу за шансата еве до Јован конкретно и до Роберт, директорите, односно што го изнесоа повторно Макфест годинава, што ме вклучија во целата програма. Ајде режија да ја слушнеме и песната на Ана. Со мене секогаш до ѕвездите, во срце носи трепетам милен. Без тебе овој ден е толку многу досаден. И некам само лико солиш да ти да остане.
што музичари, бре што песни си наслушавме, кејф ми е. Брик, нели вака ни е кејф кога имаме вакви гости? И знаете дека и нас ни е убаво кога имаме... Меша тебе брик, брик. Не, па сега сакам да кажам брик, брик, ќе му кажав брик, тебе да не ти кажам брик. Има некој повозрасни ќе дојде DJ Break, викам не. Добре. Добро, брик. Ај, ќе пројдеме како брик. Не е проблем. Да. Некако многу брзо ми летна времето. Да. Повторно ќе кажам, кога имаме убав разговор, кога има убава енергија, вака минува. Така да уште еднаш ви благодарам што бевте гости, но пред да се одјавиме, последното прашање. А тоа е фидбекот. Да, онака со тропање. Кој е фидбекот од тоа што сте и од тоа што го правите, што го работите? Дамата. Вау, фидбекот е многу позитивен, многу добар, што многу ми е драго. Има секаков фидбек на начин што е нормално мислам, и сакаме да го пласираме материјалот кој што го работиме и надвор. Меѓутоа тука се уште функционираме нормално со сите настапи и со проектите и со авторските материјали, меѓутоа ми е многу драго што најчесто има прекрасен фидбек, значи има прекрасни луѓе кои што од реакции на луѓе, од колеги, од значи реакцијата на луѓето, публиката, секако фидбекот на публиката е најважен, ми се чини за особено за жив настан. Затоа што публиката нормално не прави тоа што сме ние, мислам ние крева цената, ако може така да кажам. Меѓутоа ми е многу драго што најмногу од моите колеги за кои што имам високи некои вредности и стандарди, мислам дека имаат и тие двострано некако ги делиме. Најдраго ми е кога ќе имам добар фидбек од нив, затоа што знам дека сум на правиот пат. На вистинскиот пат, така. Добро. Брик? Да не се повторувам сличното, но знаеш кога за мене е најубавиот фидбек? Кога нас ке не нема. По многу години. И некада некој ќе пушти и ќе ужива во таа музика и ќе те спомне. И каже, баш моќно. Си оставил нешто Да, така. си оставил печат. Прекрасно. Ја дури на болиш се зезав со, пошто 99% ми се пријатели, другари, викам, дојдете, ќе ве давам вечноста. Што ќе направиш? Вечноста ќе ве давам, човек, ќе ве ставам на еден материјал кој по 200 години нема да постоиме, некој ќе го гледа. Да, кинезите имаат една, не е поговорка, тоа повеќе како мисла, во смисла што треба да направиме во животот. Прво, и да засадиш дрво. Второ, да родиш дете, имаш потомок. И трето, да напишеш книга или да испееш песна. Пази колку е тоа добро кажано, затоа што се продолжува да живее. Дрвото има вечност. Да. Освен ако не се сусече, нели, така натаму. Детето си го продолжуваш родот и гените преку детето. И третото е, ако напишеш пишан збор, некаде останува за навек. Или ако испееш песна, некогаш останува за навек. Така да им држи вода. Морам уште едно да надополнам. Сега. Не знам која, дали на оваа страна ми е татето важи или оваа, со големиот син. Овде имаш една Не тетоваш. имам две, овде Ај, ми добро. пишува. What we do in life echoes in eternity. Така е. Филм од Гладиатор. Да. Така, Ова ми се моќна седна, реченица, човече. Сега го оставаш печатот што ако е убав, ако е добар, ќе трае одзвонува векови. и во Да. вечноста, И ако е така. лошо ќе одзвонува во вечноста, така да. Ама Супер. ќе остане, да. Супер. Чекајте, јас си когаш вака си седнувам меѓу гостите на крај, кога се Ајде, одјавувам. Брик, ти го давам престолот. Повели, седни си. Како што би рекла Елена сега, оваа страна ми е подобра. Така. оваа ми е Добро, ајде, издадиме и ти. Ама мора да ги кажеме и тие анекдоти некогаш. Викам, чекајте, луѓе, добро, Ја кога имам сум со... другари кои викаат така, че Да. не, од оваа. Шо? Од која? Од оваа страна. Ма не можеме да се договориме, ама овој профил ми е поубав. Така. Не, фатиме од оваа страна. Објаснуваат, тоа има нека логично објаснување. Ја не сум убав, така до кај да ме фаќате ме пред. Да фативме од сите страни, така да нема мрдање. Ајде вака. О, срце. Ви благодарам многу што ми бевте гости. Искрено. Јас да ти благодарам на прекрасна енергија, фантастично беше. И ти благодарам за шансата што ми овозможи да го запознавам легендарниот Слушај, најискрено од се срце. Брик, може некој дуит да се изроди, од кај да знам. Дај Боже, Зашо да ја би не? сакал Јас навивам за такви Да, и работи, јас. вака да ги спојам и... Дефинитивно. Црвен. Да,
Има да му тепам од Ама пушта. го препознав тоа шадевите. Нели? Како ти го побара, он си го побара Јако фушите. бев Да, страшно, што првиот му. Да. Овде ви кажуваме чао, се надевам дека уживавте и вие како што уживавме и ние се гледаме наредна сабота.